Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Ја освежува мојата душа. Псалм 23, 3 стих. Дали се наоѓате себе си како се повеќе се досадувате, дека сте неисполнети и сосема незадоволни од животот? Тоа беше случајот со младата мајка која се изрази со овие зборови. Се прашувам, зошто сум толку незадоволна? Здрава сум, имам здрави деца, убав дом, доволно пари, а мојот сопруг има добра иднина како електронски инженер. Тој не се чувствува како што се чувствувам јас и вели, може би ти треба одмор? Ајде да одиме во Њујорк за викенд. Но тоа не е тоа. Може би само ќе се разбудам едно утро и ќе сватам дека немам што да очекувам. Докторот Хари Џонсон, кој е лекар, напишал: денешната цивилизација, која е најнапредната во историјата со највисок животен стандард кој досега постоел, произвела генерација на апатични луѓе, чии што животи се исполнети со досада. Ние бараме забава, но сепак ја сметаме за досадна. Ние седиме пред екраните, гледајќи куп на емисии и филмови без навистина да забележиме што гледаме. Кога велиме, изморен сум, многумина од нас навистина мислиме, изморен сум од она што го правам. Изморен сум од мојот начин на живот. Жените не се единствените со овој проблем. Еден бизнисмен отишол на лекар бидејќи се чувствувал лошо. Ниту тој, ниту докторот не можеле да го утврдат проблемот, а физичкото испитување покажало дека е во добра здравствена состојба. Но тој се уште се жалел. Јас сум целосно преморен од моментот кога ќе станам до моментот кога ќе одам во кревет. Лекарот истакнал дека е физички во добра форма. Тој го потсетил на неговото семејство и успешниот бизнис, но човекот одговорил: нека го земат тие, јас умирам од досада. Кој е одговорот на овој проблем? Дозволете ми да споделам со вас 3 насоки за ослободување од замореноста од животот, која што не води никаде. Насока број 1. Прашајте го Бог што сака да правите со вашиот живот. Павле напишал дека сака да ја достигне целта за која Бог го поставил. Филипјаните, 3 глава, 12 стих. Тоа е револуционерна идеја, базирана на реалноста. Вие не постоите случајно, вие не сте грешка што не требала да се случи, туку сте создадени по Божјиот лик и уште повеќе, ако сте негови деца преку вера во Исус Христос, Бог има мисија, цел за вашиот живот. Дали знаете што е тоа? Поединци кои го откриваат тоа брзо ја губат својата здодевност. Вие не сте сигурни за себе од каде сте дошле, што сакате да бидете. Дел од вашата несигурност може да биде резултат на тоа што сте одсечени од Бог, како пилот на авион во бура кој бара поле за слетување. Луѓето кои бараат да ја вршат Божјата волја, ќе живеат во збудливи животи во кои не постои никаква досада. Насока број 2. Поставете некои цели за вашиот живот. Ова може да биде продолжение на првата насока. Треба да знаете кои сте, за да можете да знаете каде одите. Поставете цели кои се во согласност со начинот на кој Бог ве создал. Не поставувајте цели кои се апсолутно невозможни за постигнување. Психолозите ни кажуваат дека поставување на невозможни цели е полошо од тоа да се немаат цели. Павле напишал дека може да се стори се преку Христос, кој му дал сила. Значи можете и вие. За крај, насока број 3. Разгледајте ги потребите на другите и одвојте дел од своето време, талент и пари, за да им помогнете. Никој не се досадува толку како оној што ги има само своите себични интереси како друштво. Прочитајте ги биографиите на големите мажи и жени. Ќе видите дека, иако се соочувале со многу проблеми и пречки во нивните животи, тие никогаш немале проблем со досада. Тие ја нашле Божјата цел за нивните животи и исполнувањето на таа цел станало бескрајна авантура. Тоа може да ви се случи и вам. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.